Се враќаме назад со последниот час од утринската програма на вашиот јавен сервис. Денес сме 26 ноември 2025 година. Подсетувам, од УХМР го најавија новиот влажен бран кој што ќе го имаме од денес па до крајот на оваа недела. Температурите горе-долу ќе ни бидат исти, но ќе имаме повеќе дожд. Надвор е тмурно, облачно, верувам дека тоа не беше проблем и нема да биде проблем да имаме еден позитивен разговор утрово, иако Бојана, мораме да кажеме, заклучивме дека времево навистина ни влијае на расположение посебно рано наутро. Надвор е тмурно, така ми кажа, ние немаме излезано од студио веќе 3 часа. Така е, добро утро за сите гледачи на македонската телевизија и на оваа прекрасна утринска програма, но тоа не значи дека ние денеска нема да внесеме малку сонце во домовите на нашите гледачи. Да, тмурно е, мене ми делува, ние сме македонците народ кој што сака сонце, така да нормалното тмурно време во есен ни е малце непријатно. Но и покрај тоа некако заедно со твоите колеги декември ќе ви биде доста активен месец. Кога ќе погледнам што се случува на музичката сцена, навистина се радувам, некако мрдна последниве години работите се повеќе и повеќе. Па се трудиме да внесеме малку повеќе енергија, да ја раздвижиме, да има повеќе случувања на тема македонска музика, иако не е секогаш така едноставно да се организира сето тоа, но драго ми е што се охрабруваме и охрабруваат повеќе колеги да направиме солистички концерти и тоа е супер. Да, едно време имаше затишје, мора да признаеме, од концертите, пред се од концертите, ајде од настапите и не толку, но од концертите имаше затишје и морам да кажам дека навистина сум среќен како човек што ја следи македонската музика и сцена подолго време. Ќе зборуваме секако за концертот, за твојот доста важен датум во декември, со кој што ќе одбележиш 23 години кариера. Те враќам во 2002 година, летна 23 години, многу брзо. Твоето прво појавување беше во М2. Така е. Потрага под звезди. Точно, еден интересен музички пат, да речеме, анака нормален, нели, излегуваш на аудиција со многу деца, со многу млади луѓе, па влегуваш во првите 10 финалисти и некако се охрабруваш како личност дека можеби тоа е нешто што си го сакал цел живот и навистина еден убав музички пат кој што би го повторила ако треба пак да бирам. Како изгледаше на настапот, тогаш ние дома сите пред тебе екраните, тоа беа навистина возбудливи вечери, возбудливи финалиња. Се сеќавам на полуфиналните аудиции, тоа беше во МКЦ и баш сега бев во МКЦ на представа и се потсетив како тоа изгледаше на таа полуфинална аудиција. Колку си изгубен, колку не знаеш каде влегуваш, колку само те води желбата да пееш, да правиш нешто, да те има на сцената и така интересно е. Сега сваќам колку била важна во тој момент таа волја и таа неприкосновена желба да застанеш на сцената. Ние сме од генерација која што навистина фати едно убаво време, тој почеток на новиот милениум, освен М2 потрага под звезди, тоа беше нешто најгледано тогаш на телевизиските екрани и затоа некако сакаме тој жар да го пренесеме сега и на помладите ваши колеги, но и мои колеги, новинари, за да со тој интерес ја следат сцената, бидејќи заедно можеме да придонесеме таа да експлодира во позитивна смисла уште повеќе. Така, Бане, посебно ти благодарам за се што стоиш позади македонскава музика. Навистина е многу важно да имаме такви луѓе и такви личности и новинари кои што ќе се трудат тоа да го пласираат. Треба да ја пренесеме таа приказна, да ја повториме и да ја зголемиме во интензитет, затоа што навистина е важно, Македонија е навистина расамник на таленти и на музика, да ја вратиме таа атмосфера која што полека нели се враќа. Има многу убава музика, има нова музика, има нови деца, имаме и прекрасни евергрини, прекрасно си поминавме на концертот за маестрото Кире Костов. Навистина е посебен момент, сега беше на 11 ноември, веројатно македонска телевизија ќе го даде. Онака гледаш колеги со кои што си почнувал, меѓу кои Елена Ристевска, Владко Лозановски, Ламбе. Сега пееме сериозни дела на Кире Костов, кој што па пред нас ги пееле големите пејачи, така да Ке се погледнаш во очи и тогаш сваќаш каде сме биле, а каде сме сега. Но јас не се откажувам и сум вечен оптимист дека ќе биде подобро. Ќе биде подобро, мора да биде подобро, ние мора да работиме да биде подобро. Од небо нема да се случи. Кој работи, тој има и публика, дефинитивно. Македонците докажале дека сакаат квалитетна музика и тоа го поддржуваат. Не ти требаше многу време од таа 2002 година
да застанеш самоуверено на нозе, бидејќи веднаш следната година ја однесе победата на Макфест со Немам одбрана, песна која што ја изведе и на гала вечерта. Некако, нели, Макфест е навистина реномиран фестивал, но не дека тоа беше наше време, некако пред 20 години навистина конкуренцијата беше многу поголема. И многу важно беше да се појавиш таму и многу, уште поважно беше ако победиш. Тоа ти отвара една врата на македонската естрадна сцена и на публиката. Беше момент пресвртница во мојата кариера и во мојот живот, затоа што тоа беше уште една потврда дека да, ова е мојот пат и овој пат треба да го одам. Што би се случило ако не би било така, не знам, ама еве тоа за мене беше некој ветер во грбот. Посебен момент беше да се настапи на јубилејната вечер. Како поминавте, сакам сега да те вратам на тој момент? Интересно беше, пред да излезете на сцената, сите колегите и тие повозрастните од мене и тие некои помалку беа помлади, беше еуфорично, адреналинско, а потоа од кога ќе завршите со вашиот настап на сцена, плачете, затоа што едноставно сте дел од една 40 годишна приказна, во кога се градела македонската поп музика. За мене беше посебно чувство да настапувам на иста сцена и со Тања Кочовска и Џафер и Ред, Мросана, песни со кои што сум растела. Така да некако кога гледаш колку се песни кои што те поврзуваат со некои времиња, не мене, туку сите нас, за мене беше привилегија да сум дел од таа приказна. И ете ќе кажам еден личен момент, 2003 се запознаваме ние, Бојана доаѓа да гостува во Тетово, беше тогаш и ми велат ќе снимаш интервју со Бојана, јас среќен тогаш. Ко памтам тоа интервју, Ване. Тоа интервју беше навистина посебно, а и не можам тогаш, сега кога го враќам филмот, значи од победата, нели, 2002, интервјуто го снимавме 2003, не знам тогаш дали се уште беше Макфест или можеби и не беше Макфест, но сакам да кажам колку брзо се одвиваа работите во таа една година, за да имаме и што да разговараме тогаш на интервју. Верувај, разговараме со истиот сензибилитет, нема некоја промена, можеби малку сме се промениле во изгледот, ама емоцијата беше таа и тогаш и сега. И брзо се одвиваа нештата во тој период. Имаше многу нешта каде да се одвиваат, нели? Иако и сега има на различни начини. Онака се викам 23 години сум била упорна да издржам. И со истата волја, подеми, падови, разочарувања, откажувања, да. Во која и да е професија, ништо не е глатко, ништо не е едноставно, ништо не оди само по нагорна линија. Едноставно си човек од крв и од месо во кој што ти се случуваат различни денови, различни години, ама најважно е која е крајната цел и да задржиш некоја конзистентност по таа патека. Така. Морав да те вратам малку на тоа време, бидејќи нели концертот ти е доста значаен не само за тебе, туку и за сите овие 23 години музика која што ја создаваш. И ете кога велиме дека сите одиме кон нешто подобро, тогаш интервјуто го правевме 2003 локална телевизија, радио телевизија Кис, сме сега на државен сервис заедно, еден спроти друг изборуваме за концерт 23 години кариера. Бесмртна е насловен концертот. Да. Логично беше да биде бесплатно, има повеќе значења. Да, сигурно, она што и прво го поврзуваме секако и со... Заветна. Едно од поврзувањата, некако како порака може да се свати тоа. Па бесмртна е идејата дека македонската музика ќе трае. Бесмртна е идејата дека треба да се вложува во ова што се вика македонска музика, а и секако Заветна одигра голема улога во мојата кариера. Таа е песна која што испеа Пипи Вавтировски, благодарам што ни ја остави, а за мене значеше исто еден пресврт во кариерата, не знаејќи се впушти во таа приказна, не очекувајќи ништо, а дојде да биде толку моја лична, персонална, емотивна приказна и затоа заслужуваше овој концерт да го носи тоа име. Така. Ми кажа и пред интервјуто, посебна е тремата, позитивната трема. Некако не спиењето се повеќе сигурно се интензивира сега и размислувањата. Те прашав
Имавте толку настапи, толку и со проектот Македонија во срцете носиме. Доста си актуелни и со настапите соло низ Скопје, низ градовите, но ова е посебен момент и затоа верувам ја чувствуваш таа трема како прв пат да настапуваш на сцена. Поинаква димензија. Ова е сепак представување на цело едно мое музичко творештво во 23 години. Тоа се различни фази во мојата музика, од почетоците до некоја тинеџерска па некоја зрела фаза. Така да, едноставно размислувам постојано како ќе ја движам својата музичка приказна на сцената таму, ама знам дека дефинитивно ќе биде емотивна. Ќе се потрудам секоја моја фаза, секој оној кој што ќе дојде таму има своја омилена песна, нели, од мојата фаза, па секоја да ја доловам баш онака како што била, нели, да не врати назад во времето, тука во сегашноста како се одвиваат нештата во музиката. Така да, веројатно одговорноста е огромна и затоа како се наближува датумот, јас сум и поеуфорична. Поеуфорична, една некоја убава сигурно нервоза, напнатост. Има помалку семо, тоа е мотивирачки. Драго ми е што ќе имам и гости на концертот, па тие гости, мои колеги ќе некако со мене ќе ја поделат тој адреналин. Тој адреналин. Сега да, сакам малку да навлеземе во деталите, сигурно подготовките се во тек, почнати уште многу порано. Филхармонија е едно убаво место за да се одбележи една ваква убава бројка 23 години, бидејќи има некоја интима со публиката, некоја блискост со публиката таму. Верувам тоа ти прави уште повеќе возбуда и позитивна трема. Не, јас сакам да сум блиско до публиката, едноставно одговорност сакам да кажам, одговорноста е некако поголема. Поразлично е затоа што тука нема шанси за никакви импровизации, се треба да е совршено и на свое место. Иако од кога ќе се створи атмосферата, веќе сите ќе уживаме во музика и во играње и во пеење, а нема премногу да се оптеретуваме, нели, на други детали. Јас сакам да сум во непосреден контакт со публиката, мене едноставно тоа ми е најважно во моите настапи, да бидам блиску до нив, да комуницираме на некој невербален начин, да делиме емоција, не ме плаши тој дел. А уште повеќе сум среќна што велам дека ќе делам сцена и со моите драги колеги со кои што ќе спееме заедно нешто, па тоа ќе додаде на уште поголема енергија во публиката. Некои детали околу тоа кој ќе биде гостин, што можеме да откриеме? Наскоро ќе ги открием, така е, ќе бидат мои драги колеги со кои што, нели, соработувам, луѓе со кои што и приватно дружам, значи многу добро се познаваме, така да тоа што го чувствуваме едни за други позади сцената, ќе го покажеме и на сцена. Се интересно ќе биде, во секој случај ги канам луѓето да дојдат, затоа што македонските концерти се многу важни за случувања и ќе биде едно емотивно случување за сите нас. Емотивно, дефинитивно, кога ќе се слушнати така малку поинакви аранжмани на твоите постари хитови. Да, Николчо Мицевски работи на нив денонокино, јас се уште дел од нив не сум слушнала, но тоа е затворен работи. Така да ќе ги освежиме, ќе ги донесеме во едно ново издание. А со Николчо шега нема, си го знаеме колку ни вреди и кој е неговиот квалитет, така да тоа таму ќе биде сигурно една убава емотивна експлозија. Па внесен е максимално, тоа е виртуозен музичар, прекрасен композитор и мој драг пријател, тоа е многу важно, затоа што ме познава и ме чувствува како дишам, така да ќе приредиме една убава, ќе има добра екипа на музичари, веќе искусни концертни музичари. Да не ветувам многу, најдобро тоа да се доживе, затоа што зборови не може музиката да ја долова. Еве ситниме полека, се ближиме кон... И тоа ме плаши. Доаѓаме кон денот, карти верувам уште малку, па да, на капацитетот на Филхармонија. Така е, картите се уште може има останато да се купат на kupikarta.com. Ќе биде, секако се приближува датумот, се погусто и погусто да речам. Така да со време нека си го испланираат нашите гледачи своето време, тоа е сабота, салата е прекрасна, времето не интересира дали ќе врне. Да, и пред некако тука почнува празничната еуфорија, па денот сабота, после концерт може да се продолжи во град. Официјално ќе ги отвориме пред новогодишните еуфорични моменти и музика во Скопје. Благодарам што утрово ни дојде во Македонија наутро, велам благодарам затоа што
треба да се стане рано, верувам дека пред тебе целиот ден е пребукиран со обврски, сигурно проби околу концертот, така да благодарам за почеток кон гледачите. Задоволство ми е, Ване, секогаш, особено за тебе и за македонската телевизија. Ништо страшно не се случи, уживам во утринските моменти што можам да испијам и кафе рано. И благодарам на гледачите за нивното внимание. Благодарам, ние се гледаме секако на концерта до датумот 13 и ќе ги следиме сите нови информации и споделуваме со гледачите. Благодарам. Благодарам уште еднаш.